Добар ден. Отисоците што ги остави Женевската смотра на автомобили уште долго ќе се следат од автомобилската публика. Но само што заврши саемот во Швајцарија, започна оној во Пекинг, каде светска премиера доживеа новиот Volkswagen Touareg кој стана поголем и поатрактивен. Јавноста само што се понадева на автономните технологии и сите предности кои ги носи, се случи сообраќајна несреќа со фатални последици. Мерцедес најавува дека новиот дигитален кокпит ќе биде вградуван во повеќе модели. Бевме меѓу првите новинари кои ја тестираа новата изведба на Опеловиот Grandland X Ultimate со 2-литрен турбодизел и 177 конски сили. Мислам дека со најавата ви дадов доволно причини да останете со нас во следните половина час. Како мајстори на дизајнот, италијанците знаат да ги предизвикаат емоциите. Тие го можат тоа дури и со класични креации какво што е купето со чудно име Шади Персија. Произлезено е од студиото Touring Superleggera, каде агресивните линии на Maserati Gran Turismo се заменети со елегантни. Модерните стилски додатоци го истакнуваат уникатниот карактер, кој за жал не е пренесен во внатрешноста. Изненадување во механиката нема, идните собственици треба сами да си го обезбедат примерокот од Gran Turismo, кој ќе биде конвертиран. Целиот процес трае 6 месеци, а продукцијата е лимитирана на 10 примероци. Джорџето Џоџаро годинава го прослави својот 80-ти роден ден, но не престанува да работи. Тој со помош на својот син Фабрицио за ова издание на Женевскиот автошоу креираше електричен седан со ознаката Сибило. Замислена и изведена во негов стил, оваа студија се карактеризира со уникатни конструктивни решенија. Отворањето на вратите е сосема неконвенционално, а предниот ветробан, кој се поместува нанапред за цели 75 см, всушност е голем стаклен покрив. 4 патници ќе ги вози автономен систем, а автомобилот преку вграденото стоп светло на предниот дел ќе ги известува пешаците дека застанува за безбедно да и можат да ја поминат улицата. Иако впечатлив покрај сето ова, дизајнот на оваа 5-метарска футуристичка лимузина се чини сосема небитен. Италијанското дизајн студио Pininfarina се представи со четвртиот концепт што го креираше за компанијата Hybrid Kinetic од Хонг Конг. Додека претходните беа луксузен седан и 2 кросовера, овај е интерпретација на Gran Turismo автомобил заради што има ознака GT. Класичните потези на италијанската автомобилска школа му даваат чист дизајн, дополнет со врати кои атрактивно се отвараат нагоре. Од техничката страна, овој елегантен и комфорен автомобил располага со 4 електромотори со скоро 1100 конски сили. Тие му обезбедуваат максимални 350 км на час и иднина која во овој момент тешко е да се предвиди. Трендот кој започна лани продолжи и годинава. Свое место на салонот во Женева имаа и летечките автомобили. Прашувајќи се дали е ова иднината на урбаниот транспорт, посетителите љубопитно го разгледуваа експонатот на холандската фирма PAL V. Наречен е Liberty со цел да асоцира дека неговите летечки можности ќе не ослободат од денес вообичаените сообраќајни метежи. И тоа во не така далечна иднина како што тврдат неговите креатори. Развиван и тестиран е 10 години, а првиот лет со него е направен уште во 2011-та. Во основа е жироплан со 3 тркала кој без проблем може да се обраќа по патиштата, за што доказ требаше да биде така наречената регистарска табличка. Во воздух го креваат склопливите елиси налик на оние кај хеликоптерите, а трансформацијата трае 5 до 10 минути. Иако од компанијата тврдеа дека е подготвен за сериско производство, не објавија скоро ништо од техничките детали за него. Единствен
Единствено што кажа е дека е опремен со 2 авионски ротакс мотори прилагодени да ги исполнуваат законските норми и за патен и за воздушен сообраќај. Гордо истакна и дека очекуваат процесот на хомологација да заврши идната година. Нарачки за него веќе се примаат, а неговата цена ќе изнесува $400,000. Ланскиот женевски пионер во оваа област, Ital Design, покажа нова верзија на својот летечки автомобил Pop-Up, а ново е и тоа што во проектот покрај Airbus се вклучи и Audi. За оние кои повеќе сакаат да останат на цврсто тло, Lamborghini во соработка со канадскиот специјалист Cervelo креираше уникатен велосипед. Не е наменет за пратнување низ градските гужви, туку за уживање во долги триатлонски возења и целосно го оправдува емблемот на раздразнетиот бик. Чудниот изглед на телото е добиен после 180 часа тестирање во аеродинамичен тунел. Врвните компоненти прават да биде вреден примерок со кои се постигнуваат елитни перформанси. Ќе бидат направени само 25 примерока кои ќе чинат мало богатство, по $20,000 секој. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Автоматска клима Алуфелни Темпомат. Попуст топ понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од €4,000 и со многу опрема. Топ понуда Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само €19,990. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. На својата редовна годишна пресконференција Seat ги објави плановите за блиската иднина. Според нив, шпанците на секои 6 месеци ќе представуваат по еден нов модел. Прв ќе биде големиот кросовер со 7 седишта Tarako, кој ќе се појави есенва. Наредната година е резервирана за Leon и тоа како хеджбек со 5 врати и караван, додека 3-вратната варијанта ќе биде исфрлена од понудата. Во 2020-та ќе се појави новиот електричен Seat, кој ќе има автономија од околу 500
500 километри. После него ќе следи спортско купе кросовер со кој ќе биде проширена гамата и на сега автономната марка Купра. Управата на компанијата објави уште дека се работи за хибридни и плагин технологии како резултат на инвестициите за развој и истражувања кои во последните 5 години се зголемени двојно. Шпанскиот производител ја искористи приликата и да се пофали со постигнатите рекордни резултати од работењето. Како што веќе е најавено, Порше ќе ја прошири гамата на Каен со хибридна верзија. Тестирањата кои се при крај се спроведени во врелините на Јужна Африка, на студениот Северна Канада и во сувите пустињи во Дубај. Развојниот тим е задоволен од резултатите што ги покажа механиката, главно превземена од Панамера 4 и хибрид. Погонскиот систем треба да биде истиот, 2,9 литарски бит турбо V6 агрегат, кој комбиниран со електромотор ќе испорачува вкупно 460 конски сили и 700 ньютон метри. Литиум-јонските батерии од 14 киловат-часа треба да овозможат електрична автономија од 50 на километри. Во Штутгарт е испланирана уште една посилна хибридна верзија на Каен со V8 мотор и 680 конски сили. Незините перформанси треба да бидат подобри од засега најсилниот Каен со 4 литарски турбомотор со 558 конски сили. Во Порше имаат намера со оваа верзија на Каен да го соборат рекордот на Нурбургринг за најбрзо сериско спортско корисно возило, кога сега го држи Алфа Ромео Стелвио. Купувачите на Бентли се посебни луѓе, подготвени да потрошат цело богатство за автомобил. Затоа и треба да се очекува дека со себе носат вредни нешта, накид, часовници и друго. Логично размислувајќи, британците решија да им понудат возило со вграден сеф во кој ќе ги чуваат своите скапоценности на сигурно место. Идејата е на Мулинер, кој е задолжен за индивидуализацијата на моделите на Бентли. Овој сеф, наменет за Бент Тајга, е направен од засилен алуминиум и цврсто вграден во централната конзола. Сефот има биометриска брава и се отклучува со отисок од прст на собственикот. Системот овозможува авторизација на повеќе лица, на пример останатите членови од семејството. Внатрешноста му е поставена со квалитетно платно за да не дојде до оштетување на скапоценностите. Има посебен простор за мобилен телефон опремен со полначи 2 USB конектора преку кои се поврзува со инфозабавниот систем од возилото. Цената на овој специјален додаток не е објавена. Денес само неколку автомобилски производители може да се пофалат со историја подолга од 1 век, а Mitsubishi Motors е еден од нив. Воспитувани во скромен дух, јапонците по повод 100 годишнината од представувањето на првиот свој автомобил не посветија големо внимание на минатото, туку на иднината. Неа во овој момент ја предводи моделот Eclipse Cross, кој потполнува уште еден субсегмент во класата на SUV модели, каде Mitsubishi долги години е предводник. Токму во таа насока е насочен и погледот кон иднината на марката, најавен со концептниот E-Evolution модел. Во јубилејното видео обраќање не беа заборавени ниту спортските успеси, како и традиционално цврстото владење со беспаќата низ целиот свет. Иднината во Mitsubishi Motors сепак ја гледаат во електричните возила, каде се пионери во имплементирањето на технологиите на свој сопствен начин. Работејќи на остварувањето на планот наречен еколошки предизвик 2050, Toyota постојано ги проширува областите во кои се користи водородната технологија. Така, после автомобилите и камионите, наред дојдоа и вилушкарите. Инженерите на компанијата направија 20 примероци во кои вградија горивни келии, кои како погонско гориво користат водород. Тие ќе се користат во фабриката Мотомачи, каде специјално за нив е изградена водородна станица, која ќе им го обезбедува потребното гориво.
гориво. Имплементирањето на оваа технологија со нулта емисија на штетни гасови е императив за производителот. Наредно што е предвидено изработка на статични енергетски системи кои ќе произведуваат електрична енергија за секојдневните потреби на разни објекти на компанијата. Напорите на Toyota во зачувувањето на човековата околина ги поддржа и јапонската влада. Volkswagen уште еднаш го избра далечниот исток за представување на својот најмасивен модел, големиот Туарег. Но овој пат тоа го стори на импресивен начин, прекајќи маскиран прототип на пат долг 16.500 километри од фабриката во Братислава до салонот на автомобилите во Пекинг. Таму германците не ги штедеа суперлативите за него, истекнувајќи дека е поставен на истата платформа која се користи и кај Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Заради неа, Туарег сега е поголем и има должина од скоро 4,9 метри. Освен што Туарег доби малку на широчина, висината е незначително намалена. Надворешниот изглед во кој благо е нагласен новиот дизајнерски јазик на марката предизвика бројни коментари, но во ретко кои од нив се среќаваат замерки. Најчести се дека наликува на американскиот атлас, иако во тоа нема ништо лошо. Изгледот сега генерално му е некако надмен и овој модел делува позрело. Големата маска длабоко навлегува во браникот, правејќи лед светлата составени од дури 128 диоди да изгледаат помали отколку што се. Визуелната доминација на отворите за воздух е разбиена со испрекршените површини, а профилираната хауба ја дава потребната доза динамика. На силуетата затоа е задолжена карактерната линија која се искачува на задните тркала. Испакнатите прагови на долниот дел од вратите делуваат мускулесто, а страничните стакла технички модерно. Таков и задниот дел на кој чистите површини со ништо не се нарушени. Поголемите димензии донесоа и повеќе место во внатрешноста, посебно на задната клупа и во багажникот кој нарасна на цели 810 литри. Со тенденција да се наметне како избор број 1 во својата класа, третата генерација на Туарег располага со бројни премиум карактеристики. Од Volkswagen за него велат буквално е преполн со нови технологии. Тоа јасно се забележува во големите екрани, дигиталната инструмент табло од 12 и централниот дисплеј од 15 инчи. Вообичаените копчиња и прекинувачи скоро и да ги нема. За удобноста се задолжени воздушното ослонување и разладуваните седишта, а аудиофилите ќе бидат одушевени со системот со 14 звучници и засилувачот од 730 вати. За безбедноста и возните својства ќе се грижи коктел разни технологии, меѓу кои управувањето на задните тркала. Полесен е за 100 килограми од својот претходник, а инфрацрвената камера ќе ги открива опасностите на слабо осветлени места. И покрај лошиот глас што ги бие, за овој горостаст од Волфсбург се одлучија за избор од 3 дизел мотори. Туарег на почетокот ќе биде понуден со V6 агрегати со 231 и 286 коњи, на кои подоцна ќе им се придружи V8 TDI со 421 конска сила. Поклониците на бензинот ќе мора да се задоволат со само еден агрегат од 340 конски сили, а набрзо се очекува и плагин хибридна варијанта. Својата европска премиера Туарег ќе ја има на салонот на автомобилите во Загреб, а продажбата ќе му започне во втората половина од годинава. Се очекува неговите цени да бидат осетно поголеми заради интеграцијата на новите технологии и напредните системи. Volkswagen има продадено скоро 1 милион примероци од двете претходни генерации на Туарег.
Автономните возила се најдоа пред најсериозниот испит. Самовозечки автомобил на Убер прегази пешак. Несреќата се случи во градот Темпе, Аризона, каде жена туркајќи велосипед преминувала булевар на слабо осветлено место надвор од пешачки премин. Автомобилот на Убер возел автономно со брзина од околу 60 км/ч со возач на возачкото седиште, но не реагирале ниту тој, ниту автономните системи на возилото, бидејќи траги на кочење нема. Доколку се докаже вината, законски ќе одговараат и возачот и компанијата што ги спроведува тестирањата. Целиот инцидент е снимен од камерите на возилото, а прелиминарните сознанија од истрагата укажуваат на тоа дека возачот, кој делумно внимавал на патот, немал шанси да реагира. Зошто автомобилот со сите своји сензори и радари не реагирал, одговорот ќе треба да го даде Убер. А оттаму, неколку часа по несреќата, со жалење за инцидентот и сочувство до семејството, стигна известување дека се прекинуваат сите активности со самовозечките автомобили. Јасно е дека од исходот на овој настан на големо зависи и иднината на автономното возење, кое како тест проекти на повеќе компании се спроведува во 30 на градови ширум светот. Се проценува дека во развојот на оваа технологија се вложени вкупно околу 80 милиарди евра. Несреќата која се случи во Аризона е прва во која настрада човек. Можеби жртвата сама е виновна, но ќе остане фактот дека токму избегнувањето на ваквите ситуации и последиците од нив беа посочувани како една од придобивките кои ќе ни ги донесат самовозечките автомобили во поглед на безбедноста. Својата моделска офанзива годинава Мерцедес ја зачини со официјална потврда дека во сите модели каде тоа е можно ќе го имплементира дигиталниот кокпит од А-класата. Оваа технологија е презентирана на сајмот за потрошувачка електроника CES во Лас Вегас под називот MBUX, што е кратенка од Mercedes-Benz Use Experience. Како најава за иднината, таа представува интуитивен и интелигентен мултимедијален систем кој во себе обединува се што му е потребно и неопходно на возачот. Со помош на вештачката интелигенција, Mercedes-Benz Use Experience способна е индивидуално да одговори и да се прилагоди на барањата на потрошувачите. Софтверските надградби се вршат онлайн без посредство на корисникот. Во поглед на хардверот се истакнуваат двата споени екрани чувствителни на допир, кои може да се добијат во разни димензии. Поддршката ја дава мини компјутер со процесор со 6 јадра, графичката карта и 8 гигабајти меморија. Комендувањето е со глас, а од Мерцедес велат дека системот е способен да разликува и диалекти. Сето тоа е надградено со повеќе конективни услуги кои компанијата ги овозможува преку поврзувањето на автомобилот со апликација со паметен телефон. Таа овозможува и проверка на состојбата на возилото со подсетување кога е време за редовен сервис. За вонредни ситуации е овозможена и далечинската телеметрика, способна за повикување на итните служби во случај на несреќа. Како дополнителни услуги се наведуваат предупредувањето за кражба на возилото и детекција на неговото оштетување на паркинг со испраќање SMS порака за тоа. Исто така е можна и далечинска проверка на поминатата километража, притисокот во пневматиците и расположивата количина гориво во резервоарот. Можат и да се отклучуваат или заклучуваат вратите, како и да се следи и географската позиција на возилото. Поминаа само 6 месеци од представувањето на Grandland X и денеска се соочуваме со неговата најголема и најсилна изведба. Се вика Ultimate и се работи за 2-литрен мотор од 177 конски сили, се разбира турбодизел. Но идејата на Ultimate не е само да биде најсилен мотор, туку да пружи луксус кој досега не бил својствен за Opel. Така, оваа изведба располага со извонреден список на дополнителна опрема која возењето треба да го направи вистинско уживање. Оно што е интересно е дека
овој модел на пазарот ќе господари до 1 септември оваа година, а потоа негова замена, односно засилување на гамата ќе биде направено со уште 3 мотори, 2 бензински и 1 дизел. На повидок е новиот 1,5 литрен дизел, исто така и 1,6 литрен бензинец кој ќе има дури 180 конски сили. Исто така, Ultimate кажува дека со оваа ниво на опременост ќе има уште многу едиции на Grandland X, па дури ќе има и плагин хибрид кој ќе има погон на сите 4 тркала. Но, доста беше теорија. Ајде да видиме во пракса што знае и што може да покаже Grandland X со новиот 2-литрен турбодизел од 177 конски сили, впарен со 8 степена автоматска трансмисија. Првите километри за допревувачот на Grandland X Ultimate ги направив на тест полигонот на Quattro Ruote во рамките на тестирањето за финалистите на Аутобест. Но денеска сум во Сан Себастијан, град кој е прогласен дека во него живеат најсреќните луѓе во Европа и втори по среќа луѓе на светот. Гледајќи ја архитектурата на самиот град, не е спорно дека жителите тука уживаат, а не е спорно дека и јас уживам за допревувачот на Grandland X Ultimate. Овој модел е скроен да одговори на барањата на оние кои имаат долг список на желби. Пред се, имаме извонреден мотор кој одговара на втората генерација Euro 6 норми, 2-литарски турбодизел кој располага со 177 конски сили. Исто така за уживањето, за да управувачот задолжен е новиот 8-степен автоматски менувач кој извонредно лесно ги менува брзините и е во одлична кореспонденција со моторот. Но, како што реков во самиот увод на овој прилог, Ultimate сака да донесе едни нови ветришта во рамките на Руселсхајмската молња. Пред се сака да покаже дека Opel уште не заборавил дека знае да го хендла, односно да го пружи луксузот. Затоа во внатрешноста на Grandland, но и на неговите идни рафинати со поинакви мотори, ќе има простор за многу екзибиции во внатрешноста. Забележливо е дека и финалната обработка е многу подобра, а понудени се многу апликации, модерни апликации кои ќе го направат вашиот телефон дел од автомобилот, во кој ќе има многу работа за електрониката. Она што треба да се потенцира за Grandland X Ultimate е дека сака да одговори на потребите на модерните луѓе, или како што оние трендсетери сакаат да кажат, сака да одговори на потребите на хипстерите и на метросексуалците. Иако е направен врз основа на Peugeot 3008, Grandland X располага со една своја лична нота која му дава една слобода на изразување. Слобода на изразување која е поинаква отколку кај Peugeot кој е донатор на основата на Grandland X. Она што го потенцираат луѓето од Opel е дека овој модел ќе биде исто со плагин технологија, а таа ќе овозможи да има погон на сите 4 тркала. Мислам дека сосема темелно ве запознав со Grandland X, а како се однесува во возењето, ќе ве запознаеме во следните минути.
Високата кросоверска каросерија е тренд на автомобилскиот пазар, а не потреба. Тоа го потврдува статистиката која вели дека само 3% од собствениците на овие возила имаат искуство надвор од асфалтот со своите возила, па поради тоа се повеќе се избегнува погонот на сите тркала. Во најава е дека Grandland X Ultimate ќе добие верзија со 4x4 која ќе биде во форма на плагин хибрид чиј електромотор ќе биде задолжен за вртењето на задните тркала. Впрочем, овој систем е идентичен што ќе го има донаторот на Grandland X Peugeot 3008. Иако Grandland X Ultimate не е по вкусот на премиум купувачите, бидејќи за тоа му фали погон на сите тркала, тој како да зрачи со оптимизам. Однадвор забележливи се покривните шини, тонираните стакла и металик црните ретровизори офарбани во иста боја со лакот, кој го обележува покривот над патничкиот простор. Мали промени кои многу зборуваат за филозофијата на производот. Каросеријата делува поробусно бидејќи е поставена на 19-инчни тркала. Вистинскиот крешендо се случува во внатрешноста каде не е штедено на премиум материјалите. Веднаш воочливи се ергономските седишта пресвлечени со кожа, но и материјали со специфична обработка. Пластичните површини се далеку поквалитетни и попријатни на допир. Ергономијата изразена во сите елементи на внатрешноста, големиот екран осетлив на допир јасно ги пресликува сите функции што се управуваат преку него, а за пофалба се апликациите за Android и iOS корисниците кои ги прават мобилните телефони интегрален дел од опременоста на возилото. Сега во Ultimate изведбата сериски се достапни греачи на седиштата, а со доплата и ладење на истите. Единствено опеловски остана графиката на инструментите, подек кој беше за очекување. Што се однесува до возните својства, тие се однесени на повисоко ниво. Дволитрениот турбодизел во комбинација со 8-степениот автоматски менувач работи мирно и тивко. Дури и кога се форсира, за пофалба е звучната изолација во кабината. Голем придонес на комфорот во возењето даваат безбедносните системи, како што се адаптибилниот темпомат и системот за задржување на линијата на движењето. Поради стриктните ограничувања на брзината на возењето и астрономските казни во Баскија, бев приморан да ја поддржувам пропишаната брзина. Во тоа несебично ми помогнаа двата системи, чие работење е безпрекорно. Можеби впечатокот ќе беше подобар, доколку во списокот на опременоста ќе беше вклучен и head-up дисплеј. Управувањето е прецизно, но поради предниот погон и големиот вртежен момент на моторот се појавува ефект на глисирање, односно подкревање на предниот дел кога се забрзува нагло. Истото чувство се појавува и при возење во свиоци. Овие замерки не се однесуваат на стабилноста ниту на безбедноста, туку само на субјективното чувство на возачот. Домакините ни обврна внимание на големата економичност која е пониска од 5 литри нафта во просек. За жал, јас не успеав да ги достигнам споменатите вредности. Во тек на двата дена возење, во кои поминав околу 400 километри, просекот ми беше далеку над декларираниот и тој се движеше помеѓу 6,5 и 7,1 литар. За така силен мотор јас не би барал влакно во јајце и би се померил со реалната потрошувачка која е повеќе од прифатлива за возило тешко 2 тона. Opel Grandland X Ultimate е возило кое го отсликува новиот правец на компанијата. Дотерувањата не се конечни, а токму Ultimate линијата ќе биде нов знаменосец по кого моделите на Opel ќе добијат нова интерпретација, ќе понудат премиум чувство на своите купувачи по фер цена и ќе привлечат внимание на еден сосема нов сегмент купувачи на кои првенствено им е битна опременоста, конективноста и еколошкиот отисок на возилото отколку суровата сила. Со тест возењето на Opel Grandland X Ultimate ја приведуваме оваа епизодија на Автомагазин при крај. Ви посекуваме се најдобро, а најавуваме дека во следното издание ќе имаме содржини кои повторно ќе бидат достојни за вашето внимание. До тогаш до гледање.